Древната убавина на Овчеполскиот регион не изостана на нашата патувачка агенда. Го посетивме малото градче кое што свето име носи, градчето кое не престана да го негува многовековниот култ кон милостивиот, вистинољубив и праведен Свети Никола. Помеѓу Велес и Штип, Свети Николе е градчето во кое се живее мирно и спокојно, кое е богато не само со античко наследство, туку и со остатоци од најраната епоха на христијанството. За ова сведочат неколкуте црковни места и камени крстови кои, поврзани според четирите страни на светот, отсликуваат крст. Свети Николе има дух и енергија во која совршено се сплотуваат старото и новото. Додека споменот на Свети Никола е стар и голем благослов, радосен за Вселената, нов и благодатен е обидот на една од најстарите светиниколски фамилии Ѓорчеви да старата величенственост на Свети Николе одекне во нов сјај. Свети Николе е единствениот град во Македонија со име на светец. Тоа и не е така случајно. Постојат индиции дека во Свети Николе имало 6 цркви кои формираат крст. Станува збор за една жива приказна, бидејќи овие крстови кои се споменуваат помеѓу Свети Николчани постојат и денес. Нешто повеќе за оваа приказна, односно за Свети Николе како единствениот град во Македонија со име на светец и за овие крстови ќе ни раскаже најпрочуениот познавач и промотор на Свети Николе, односно на Овчеполието. Тоа е Никола Ристевски. Ти посакувам добар ден и добре ни дојде во Везилка, а верувам дека и ние добро ти дојдовме во твојот роден град. Здраво живо, добро дојдовте во Свети Николе или по Старо Свети Никола. И на главната и централна населба во Овчеполието, во големата и плодородна Овчеполска котлина. Како што споменавте, нашиот град е един за волјна вистината, единствен град со име на светец во државата. Сме споменали и порано дека 1945 во сите документи градот го носел името, е запишан како Свети Никола. Оние крстови и стари цркви што ги споменавте, тоа се истражувања на постари генерации, луѓе кои што не се веќе со нас. Според истражувањата на Лазар Серафимов и на други свети николчани, во Свети Николе поставеноста на старите цркви и камени крстови осликуваат совршен крст. Би искористил буквално оваа прилика да споменам дека многу често употребуваниот наратив дека Свети Николе како град го добил името според единствената црква која што останала неизгорена, црквата Свети Никола, не е точно, затоа што во Свети Николе е многу повеќе цркви останале неизгорени и во неколку наврати биле горени црквите. Исто така, во многу, особено постари изданија, може да се забележи дека наводно Свети Николе имало 40 цркви, но и тоа исто така е погрешно читање на Крклисали. Крклисали било на Горичене, па таму имало 40 цркви, а ова било Клисали, место со покрај црква, црквино место со цркви. Колку цркви имало во цело Овчеполие, уште не се знае. Се надеваме дека во догледно време ќе можеме да добиеме некаква бројка, затоа што многу од тие стари камени крстови всушност се на места каде што некогаш порано одамна имало цркви. Според тоа што го знаеме од староседелците и од повозрастните, најголемото палење и рушење на цркви било по Карпашовото востание. Во официјалните документи е запишано дека Свети Николе го носи ова име од 1945 година. Меѓутоа, еве, дали постои можност, дали постои надеж дека повторно ќе се нарекува Свети Никола? Што може тоа да значи за вас еве како локални жители? Не само за нас, туку и буквално за цела Република Македонија би било убаво ако градот го врати името Свети Никола. Имаше започнато пред нешто повеќе од 10 години, 11 на години на таква иницијатива, која што започне и не се продолжи. Се надевам дека еве и со овој прилог во вашата емисија и на вашата телевизија ќе се добие поголемо јавно видување на ова. И навистина до вториот број на службен весник од 45-та градот е запишан Свети Никола. Според индиции на сегашни на други истражувачи од градот, многу е веројатно дека овде постоела и некаква мала Никеја, што е пак поврзано со името со Ника од антиката и со името Никола од сегашното време. Нашата фамилија е една од најстарите фамилии во градот, по некои непишани податоци од 9-10 век, меѓутоа по пишаните податоци од 1900 година од матичната служба и од катастарот, нашата куќа уште 1900 година веќе била изградена на истата локација каде што се наоѓа и денеска. Во таа куќа денеска живее сестра ми, таму сум инаку роден и јас.
Таа била прва куќа овде во Свети Николе, која била на 2 спрата. Меѓутоа, тоа не била само куќа за живење, тоа била мааза, бидејќи нашата фамилија се занимавала со откуп на жито, со производство на житни култури, со хортикултура и со кондураџиство. Во времето, после Втората светска војна, нормално колективот од земањето на имотите, тоа ја снашло нормално и нашата фамилија, меѓутоа сме останале ипак, како да кажам, така на нозе, и сме останале верни на нашата општина и на нашиот град, така да некаде околу 2000 година татко ми веќе отпочнува со некои други работи, со друг развој на бизнис и на културно-обштествени добра за градот и твориме исклучиво во нашиот град. Можевме сето ова да го направиме некаде на друго место, меѓутоа, еве како што можете да видите зад мене, се наоѓа Меѓународен славјански универзитет, кој го носи името исто така на нашиот град. Се надеваме дека нашиот град во иднина повторно ќе стане центар на Источна Македонија. Свети Николе е град кој што нема многу културни манифестации, кој што нема многу збиднувања, меѓутоа ние се бориме со нашето Киноверзум. Еве сега во последно време оваа година веќе оформивме и приватен алтернативен театар во Свети Николе кој го носи првиот можеби топоним на Свети Николе кој е пишан, Пробатон, и се надевам дека Свети Николе ќе стане голем центар во Источна Македонија.